Жал ми е и за оваа прилика да спомнам и да упатам и јавно сочувство и до Надежда и Коце, иако и се слушнав потоаш по телефон и за незиниот брат, и за Зорица, кој што добро ја познававме сите ние. И навистина, ете, уште еднаш се покажува дека животот е толку несигурен денеска на оваа земја и не се знае кога на човек ќе му дојде крај под наводници, си надевам. Но, еве, воек е еден голем празник, кажем, односно викаат најголемиот христијански празник, Великден. Затоа и по обичај, пошто е празник, па ни се празни црквата, па на некои му се празнат джебовите и така, затоа сика празник. Значи, воек е, тој е најголем, како што викаат, христијански празник Великден, кој што во чисто центар треба да е Христос и треба да е воскресението, како што е го спомна и брат Зоран. Нешто што е исто многу голем, битен дел од Евангелието, од вистината, надежта на христијанинот. Каде би била надежта, ако, кој што вели таму Павле, ако само се надеваме во овој живот на Христа, тоа што, џабе е, залудно е. И навистина, луѓето умираат и уште се повеќе и повеќе ќе умираат, и млади, и стари, и не бира веќе смртта, ни возраст, ни ништо. Но нашата надеж е во воскресението, нашата надеж е во вечниот живот, што Господ Исус Христос го обезбил преку својата смрт, но и воскресението. И деновиве, знаете, се е во некако во тој прилог, па дури она што се забележува, што порано не се забележувало, барем ја што го забележувам, се повеќе луѓето се кобајаги верни, односно религиозни, можеме да кажеме, па така постат, оние што никогаш не знаеле ни што е пост, ништо, сега сите постат. Ја ќе ви кажам, значи стигнувам во Пробиштип некаде пред 9 часот, пошто е рано, уште не сум доручкувал и првин си одам по навика во една тамо во бурекджилница и влегувам и си нарачав бурек со сирење и јогурче. И не, има. Немаше посно. После мене сите што влегува, сите бараа нешто посно. Нема па нема. И баш да бележав, пошто ја единствен седев, порано беше и после почна да идат луѓето. Има ли нешто посно, има ли нешто посно, има ли? Нема. Нема, се потрошило, не знам, таму по кесиња и за некој што нарачал кифлички, не знам што. Само еден човек имаше кој што рече, дај ми на мене, ја не постам, вика. Дај ми што има, вика, тука. Значи, и ке речете, видите колку луѓето навистина се верни, станале верници. Да, религиозни, кој што кажам, да. Тоа е. И се приметува, се почесто приметуваме во автобус или било кога кој ќе поминат покрај црква, па знаат да се прекрстат, што порано исто така не беше случај. И деновиве од утре натаму ќе слушнете Христос воскресе, па вистина воскресе, знаете оној вообичаен поздрав. Но жалосно е што тоа е само една форма, што едноставно онака по традиција, како што е и традиција и тој пост и некоја понова традиција, да кажеме. И ако земете да разговарате за воскресение, еве и за Христос, дали вистински воскреснал, не знам колку мене од нив веруваат наистина во тоа. А не зборуваме воопшто за воскресението. Прво послание до Коринќаните, обично, нели, кога може би сведочиме и користиме овие стихови, прво послание до Коринќаните, тоа како за почеток нека не биде. Инаку темата ми носи наслов "Не биди неверен". Туку верувај. Кој кому му ги упатил овие зборови? Да. Ја не сеќавам дека некој сум зборувал за Тома од оваа говорница, може би кога обработувавме Јован, Евангелие по Јован, ама не се сеќавам ни тогаш, може би тоа беше дел што ја не го поминал. Како и да е. Но да почнеме од 1 Коринќаните 15 глава и читаме од први стих. И Павле вели, ви напомнувам, браќа, за Евангелието, кое ви го проповедав и кое вие го примивте и во кое стоите.
Зборува за Евангелието. Контекстот е Евангелието. Преку кој се спасувате, ако го држите цврсто како што ви го проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, и дека е погребан, и дека воскресна на третиот ден, според писмата. Че е го Евангелието, вели Павле. И дека му се јави на Кифа, после на 12-те, потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќи, од кои што повеќето се живи до ден денеса, некои починаа. Потоа му се јави на Јакова, па тоа и на сите апостоли. И најпосле ми се јави на мене како на недоносач. Зашто јас сум најмал меѓу апостолите и не сум достоен да се наречам апостол, бидејќи ја гонев Божијата црква. Павле колко е тука, значи, се чувствува недостојно и е понизен, кажувајќи го ова. Само во овие неколку стихови гледаме, значи, појави. Христос во тие 40 дена после своето воскресение се појавил на многу места. И пред многу народ. И потоа оние силни зборови од 12 стиха што вели: но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некој меѓу вас вела дека нема воскресение од мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. Иако е тако, ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, тогаш е празна нашата вера. И подолу вели, суетна е нашата вера. Во што веруваме, ако не веруваме во воскресението Христово и воскресението на мртвите? Да. А толку им е тешко денеска на луѓето да поверуваат во. Кај е нашата надеж? Кај ќе биде мојата надеж? Кај ќе биде надежта на Надежда? Кај ќе биде надежта на Данило или на Јани, на било кој? Сите ние имаме по некој близок починат. Ако веруваме дека толку е, значи, крај, нема ништо. Христијанството е многу, мислам, што би било ако не би постоело воскресението? Па Исус не би го победил гревот, мислам со победата над гревот, со смртта на крстот, автоматски потоа доаѓа победата над смртта, од гревот и смртта, нели се? Дечки и девојка, како викаше Јани. Ти одат заедно секојаш. Смртта како последен непријател, нели? И сега одиме во Јован 20 глава. Не што тешко е, навистина за луѓето е тешко да веруваат, знаете, затоа што сега ќе видиме колку им било лесно и на апостолите, значи во Христово време да поверуваат. На тој прв ден недела, кога Исус станал од гробот. Но претходно само да нагласам, да кажам, Елен Вајд кажува во Патот кон Христа, вели вака, ограничениот ум не може целосно да разбере некои од вистините, и меѓу кои, знаете кои спаѓаат. Значи, ништо чудно што тешко е на овие надвор луѓе да поверуваат. Некојаш тешко и нам да поверуваме. И сега ги реди појавата на гревот, како што веќе го спомнавме пулката. Тоа е тајна, навистина. Тешко е се разбере како се појавил гревот. Отворувањето Христово, исто тајна. Новораѓањето, навистина, како се случува тоа? И вели воскресението и бројни други теми дори спомнува тоа. И воскресението е тешко да се разбере, да. Така да не бидеме можеби брзи некојаш во осудата на тоа, ете како луѓето не веруваат во тоа. Во Јован 20 глава 27 стих, од тука некако ќе почнеме со Тома, па ќе градиме понатаму. 20 глава 27 стих. Што вели овој стих? Потоа му рече на Тома, значи Исус, откако ќе влезе меѓу учениците, после 8 дена, откако прв пат се појавил, значи сега и Тома тука присутен, и му вели на Тома: испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце, и во моите ребра, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра, и не биди неверен, туку верен. Не се сомневај. Не биди неверен, туку верен.
Видите, овие збори му били упатени на Тома и ете, затоа и му е закачено она неверен Тома, а не дека овие други биле поверни. Туку ете, последен он останал, овие сите го убедуваат, му трубат, му зборат сите тие 8 дена. Значи, ке видиме, тој израз грчки таму што стои, дека му викале, дека го видовме Христа, распнатиот, постојано му, Христа воскреснатиот, постојано му повтарале тоа, постојано и постојано, а тој не, доека не, ставам јас прст во раната, ја не верувам, и тоа дупла негација таму, како да го... Значи, никогаш не би поверувал, не знам како да го преведеме тоа. Не верувам, крај, доека не опипа мој прст. Но, колку можеме ние да се идентификуваме со Тома во нашиот секојдневен живот, еве да се запрашаме? Колку сме ние верници? Колку може ова да се однесува на нас? Господ, кој би застанал денеска Исус пред нас и да рече, не биди неверен, туку верувај. Кога ние би биле верни, кога ние навистина би имале вера, па ја не знам што би направиле, значи, и како црква и поединечно во нашите живот. Ние на мали ситници се покажуваме колку сме верни у суштина. Така да лесно е да кажеме, еј, неверен Тома, и еве во поглед на воскресението, кое што тој не е, му било тешко да поверува. Колку ние веруваме во воскресението на мртвите, може да се прашаме. Јован 20:27, последниот стих беше. Јован 20:27. Значи, како можеме ние да се идентификуваме со Тома во овој случај? Сега, денеска би сакал да одиме во правец на тоа, како тоа да го тргнеме секој сомнеш, како тоа да не се сомневаме, или, ете, ако имаме некоја вера, како тоа да ја зајакнеме нашата вера. На крајот на криштата се е до верата. Христос вели таму кој ќе дојде на земјата, дали ќе најде вера. Се е до верата. Интересно е, ако ги читаме последните стихови од оваа 20 глава Јован, ова исто дава до значење, зашто е спомнат и случајот со Тома. Значи, еве, ги читаме 30 и 31 стих од 20 глава Јован. И многу други чуда направи Исус пред учениците кои не се запишани во книгава. А овие се запишани за да верувате дека Исус е Христос, Божи Син, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Замислите си, кој знае колку све работи напишал Јован. И сега воден од Духот Свети ги бирал оние што се битни, што се позначени, и меѓу тие го запишува и овој случај со Тома, што значи дека е многу битен и за нас денес. Овој случај со Тома. Така да заслужувајте како внимание. И сега читаме од 24 стих. А Тома наречен близнак, во истата 20 глава, а Тома наречен близнак, еден од 12, не беше со нив кога дојде Исус. Значи, недела ден, значи, откако, нели, ке се јави на Марија, ке се јави па на другите жени, па потоа, нели, Јован и Петар дотрчуваат, па слушаат, па праќаат Абер до учениците, нели, таму, па на патот кон Емаус, оние двајца како чекор Исус, па дури на крајот таму приквече, веројатно, ќе се појави пред нив. Тоа е при таа појава, Тома го нема. Да се разбереме, сите се поисплашени. Се заклучиле, не мрдаат од собата. Тома го нема, не знаеме ни кај. Веројатно, не можеме да кажеме дека нешто бил он многу по херој, посилен, кој знае кај, и он се пикал. Но како и да е, него го нема. Една интересна поука овде, малку вака да ја нафрлиме. Често пати може да не нема меѓу браќата и да испуштиме нешто многу значајно, како што тоа случило овде со Тома. Може да кажеме дека ни е поважно нешто друго, трето, баш убаво кажа сестра Зорица, дека сме направиле вистински избор што сме дошле денеска овде, иако нели нормално мнозина од луѓето го користат овој проширен, продолжен викенд, па ете да отидат некаде, ништо страшно. Но сепак, нели, сабота како сабота е многу убаво, баш кога имаме, нели, заеднички богослужени, не само сабота, петокот, средата, да бидеме со браќата, да бидеме во црквата. Затоа што можеби некој нешто ќе каже, можеби некој
може би проповедта ќе биде токму за нас. Едноставно, да не испуштаме такви значени моменти кои што можат многу да ни го променат животот. Испуштил што испуштил, но ќе видиме во 25 стих дека гледајќи ја цела ова ситуација, за мене Тома е многу повеќе од другите ученици. Го носи тој прекар неверен Тома. Зошто? Зато што е брутално искрен со себе. Што е многу битно за да човек дозволи да Духот Свети работи во неговиот живот. Треба да бидете брутално искрени со самите себе. А не, ајде, ќе видиме, 25 стих. Вели, затоа другите ученици му рекоа, и не му рекоа, туку повстојано му повторува, така е во грчки. Го видовме Господа, го видовме Господа, го видовме Господа, жив е. А тој им рече, доека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го оставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам, нема да поверувам, двојна негација дури. Силно, јака изјава, брутално искрене со себе. Тоа не го гледаме кај другите ученици овде. Еве да видиме што гледаме кај другите ученици. Во Лука 24 глава. Паралелен текст со ова ден недела, на денот на Воскресението. Читаме од први стих. А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејки ги мирисите што ги приготвија и го најдоа каменот одвален од гробот. И кога влегоа, не го најдоа телото на Господа Исуса. И доека стоја збунети, забележте, збунети, исплашени, значи хаос настал меѓу нив. Двајца мажи во светли облики, вика, пред нив застанаа двајца мажи во светли облики. Бидејќи беа уплашени, ги наведнаа лицето кон земјата, а тие им рекоа, зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука, воскресна. Спомнете си како ви зборуваше, доека уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде распнат, да воскресне и да воскресне на третиот ден. Ги подсетуваат неговите зборови. И си ги спомнаа неговите зборови. И кога се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11 мината и на сите други, а тие беа Марија, нели, Магдалена и Јоава, и Марија, Јакова, мајка, и други жени со нив, им го кажаа тоа на апостолите. И како реагираа овие? А ним овие зборови им изгледа како празна шега и не им веруваа. Марко 16 глава. Се шегуваат. Како бе станало од гроб? Ајде, немојте да се шегувате. 16 глава Марко од 9 стих. А кога воскресна рано во првиот ден на седмицата и се јави прво на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони, таа отиде и им јави на оние кои беа со него, кои тагуваа и плачеа, а тие кога чуја дека е жив и дека таа го видела, не поверуваа. Потоа им се јави во друг лик, потоа им се јави во друг лик на двајцата од нив по патот кои одеа во селото, значи кон Емаус. И тие отидоа и им јавија на другите, но и на ним не им поверуваа. Кој поверува во неделата дека Исус е воскреснат? Па никој не гледам, никој. Туку требало да видат, па да поверуваат. Вклучувајќи и Марија Магдалена тука. Иако таа, значи, толку може да му биде на човека умот заслепен да го гледа Христа, дури кога го слушнала, кога изговорил Марија, па знаела дека е тој. Но ја реков, Тома е тука за мене дури поголем од нив, затоа што е брутално искрен. Вели, нема да верувам се доека не допрам. Овие кај други не го гледаме тоа. Барем не искажуваат такво нешто. А, како што кажав, многу е битно да си брутално искрен со самиот себе. Значи, тотално да си отворен, затоа што ако не си тогаш, ти имаш проблем. Нема да може Духот Свети да делува во тебе како што сака да делува. Да си свесен за своите слабости, да си свесен дека е тебе. Не веруваш и крај. Не верувам. Ти денеска мнозина се прават верници, уствари само глумат верници.
а он е брутално искрен, како што кажем. И сега да видиме, која му вели Исус, не биди неверен, туку верувај. Не сака да каже Исус, и не сака нити нам денеска да ни порача дека, па, што и да слушнеш, во се треба да веруваш. Тоа ли бара Исус? Да бидеме лековерни или наивни, па во се да веруваме. Но ајде да го прочитаме пак стихот. Значи, 25-тиот го спомнавме, пак да напомнам. Значи, постојано му велеа, го видовме. Тој вели, доека јас не допрам, доека јас не видам, нема да верувам. Дваесет стих е тоа, значи пак да го прочитам. Потоа му рече на Тома, испружи го твојот прст, вамо и види ги моите раки, испружи ја твојата рака и ставија во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Што сака да му каже Исус со ова? Првото, од 2-3 работи кои што ќе испомнам, а кое што е најбитно. Не да биде лековерен, туку верувај на сведоштвото на апостолите, на учениците. Или во пренос на смисла, во превод, што би значило денеска за нас? Верувај на Библијата, верувај на Словото Божие, верувај на сведоштвото на апостолите. Тие го видоа. Што ќе каже Јован тамо на многу места во своето послание, прво Јованово послание? Она што го видовме, она што го чувме, она што го опипаа нашите раце. За тоа ви зборуваме. Зарем би требало да се сомневаме во нивното сведоштво? Словото Божие, тоа е прво и основно. Че не да видиш, пред да видиш, верувај, подпри се. Па ние сме таа втора генерација, така наречена. Ние сме представени преку Тома, да кажеме, затоа што никој од нас не го видел жив Христа. Но сите ние веруваме врз основа на сведоштвото на апостолите, на оние кои што го виделе. И не само на апостолите, во овој случај за воскресението, туку треба да веруваме и на сведоштвото на патриарсите, на пророците. Едноставно да веруваме на Словото Божие. Сите тие биле инспирирани, вдахновени од истиот дух. Словото Божие е наша заштита, како што има една глава во големата борба. И видите, ако се вратиме во 9-тиот стих, кога нели Јован и Петар се, да кажам така, надпреваруваат кој ќе дотрче попрв до гробот, па Јован како помлад веројатно успел прв, иако Петар влетал дури внатре, Јован останал нели по страна на влезот. Што вели 9-тиот стих? Зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Не ви треба ништо повеќе од писмото. Затоа Исус ќе му каже на Тома, ти виде па поверува, меѓутоа поблажени, блажени се оние кои што нема да видат, а ќе поверуваат. Сушност тоа е верата. Што беше дефиниција за вера во Евреи 11.1? Тврда увереност или чекање, да, но она што не се гледа, тоа е вера. Што се надеваме, да. И тврда увереност во она што не се гледа. Да видам, па ќе поверувам. Без често пати знаеме да бидеме такви, нели? Во некои области од нашето живење. Не го разбра писмото. Во Лука 24 глава, 27 стих, значи, кога Исус ги придружува оние двајцата разочарани ученици на патот кон Емаус, што се случува тамо? 24-27. И кога почна од Мојсија и од сите пророци им протолкува што е пишено за него во целото писмо. Што се труди Исус? Да ги наврати на пишаното, на Словото, на сведоштвото Исусово, за Исуса. Затоа што Словото Божие сведочи за мене, како што вели во друга прилика.
Или подолу, што ќе кажат кога тој ќе отиде од нив? 32 стих си рекол еден на друг: не гореше ли срцето во нас кога ни зборуваше патем и ни ги толкуваше писмата? Толкувањето, разбирањето на писмата, на словото, предизвикува што? Оган во срцето. Да станеме огнени, да станеме врели, топли. Ете и решение за Лаодикеја, за млакоста на Лаодикеја. Че писмото, не го разбрале писмото, затоа биле збунети, затоа биле разочарани. Сакале да видат па да поверуваат. И сега во 20 глава Јован, пак да се вратиме случајот со Тома, од 26 стих: а пособни, неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив, доека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на среде и им рече: мир вам. Што били исплашени, вистина, се уште и после 8 дена. Потоа му рече на Тома: испружи го твојот прст вамо и види и моите раци, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребри, не биди неверен, туку верен. И видите го одговорот на Тома. Тома одговори и му рече: мој Господ и мој Бог. Што имплицирава мој Господ и мој Бог? Близина, близост. Мој Господ е мој. Тој е мој Бог, тој е мој Господ. Како што и Исус ки рече на Марија Магдалена истата недела: не ме допирај, туку оди затоа што не сум отишел кај Отецот. Туку оди и кажи им на учениците: одам кај вашиот Бог и мојот Бог. И меѓутоа, како резултат на што го кажува ова Тома, како резултат на што доаѓа овој негов одговор? Дали он стварно го стави прстот во раните Христови? Не. Доволно беше да види. Меѓутоа, Исус ќе го укори на тоа, како што ги укорил и другите ученици, не знам дали тоа го прочитавме претходно во Лука, тамо стои. Ги укори заради нивното неверие. И укорот е запишан во 29 стих, вели: поверува зашто ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале. Затоа што тоа е вистинската вера. И навистина не би имал време да читам, меѓутоа може да спомнам само некој дел од овие цитати, кои што дел од нив се во Копнежот на вековите, а дел од големата борба. Верувањето, подпирањето на Словото, тоа е она од кај што се црпи пред се верата, кај секој од нас. Ако не беше Словото, како ние ќе веруваме? Немаше, тоа ќе избледнееше со текот на времето. Па и самите ученици, замислете си, избезумени, исплашени, а и истите тие биле сведоци на воскресение. Па зарем не биле? Зарем не видоа Лазар како стана од гробот? И не само тој случај, има повеќе. Кога зборуваме за ова сега, замислете си го Аврам колкава била неговата вера, затоа се вика татко на верата, не залудно. Кога му е наредено, кога добил заповед од Господа да оди да го принесе својот единороден, единствен син Исак од саканата му жена. Тој вели, веруваше дека, не дека не бил збунет или не му било јасно сепак, ама веруваше дека Господ ќе го дигне ако треба, затоа што тој е витениот, преку него треба да дојде семето. Преку него треба да се оформи голем народ. Врз основа на што веруваше Аврам, се сеќавате? Дали он бил сведок на некој воскресение претходно? Нема до тој момент никакво воскресение во Библијата. Ама што? Веруваше затоа што виде дека Господ ги воскресна репродуктивните органи кај жената негова, кај него и покрај тоа што беа мртви нивните органи, им се роди син. Ете зашто се фати Аврам. Затоа е голема неговата вера. Во споредба еве што како што гледаме учениците, никој од нив не поверувал се дека не видел. Прво и основно, значи, тоа е Библијата, Словото, затоа ѓаволот се обидува да ја намали верата во Библијата. Само еден мал краток цитат, вели, токму тоа е целта
што сака да ја постигне сатаната. Тој ништо не сака во толкава мера колку што сака да ја уништи сигурноста во Бога и во Неговото Слово. Сатаната стои на чело на големата војска. Гјаволот има голема, огромна војска на такви што се сомневаат и со сите сили настојуваат душите да ги прелаже, да преминат во неговите редови. Сомнувањето почнува да станува мода, вели Елен Вајд во незиното време. Денеските како е мода? Да се сомневаш во Божјето Слово. Дори како што е Данило истакна, дори тие кои што веруваат во Исуса Христа и читаат Библија, тие нешто не се вред со умот. Така беше некој. Една голема група луѓе гледа со недоверба во Божјето Слово од истата причина како и на неговиот автор, затоа што тоа го осудува и го казнува гревот. Еве со една тема која што малку на крајот ќе ја начнеме. Значи различни се причините зашто луѓето не веруваат и се сомневаат. Некои вели уживаат подолу да ја критикуваат Библијата. Со тоа се величаат. Еве колку ние сме, тоа го сметаат за доблес, вели, да стојат на страната на невестот и сумнувањето. Но вели, ќе се покаже дека тие луѓе навидум искрени всушност се проникнати со самоувереност и горделивост. Мнози не уживаат кога во Светото писмо ќе пронајдат нешто што другите ги доведува во забуна. Видите, имате различни побуди кај луѓе. Уживаат да најдат нешто во Светото писмо кој што ќе ги доведе другите во заблуда. Да не читаме еден дел, малку само ќе прочитам, да видите дека ова мене ми личи баш на она денешни тие расправи што се водат околу тројството. Вели, сатанската мајсторска измама. Внимавајте, сатанската мајсторска измама се состои во тоа да ги поттикне човечките умови да истражуваат и да создаваат предпоставки во врска со оно што Бог не го открил и што немал намера ние да го разбереме. На тој начин Луцифер го загубил своето место на небото. Што сакал? Тој сакал да продре таму кај што не му било местото, не требало. Тој бил незадоволен што не му биле доверени сите тајни на Божите планови, а целосно го запоставил она што му било откриено за него лично на неговата висока положба. Имате и денеска луѓе, не знам дали не знаат што да прават со својот живот, со своето време, или па чепкаат таму кај што не име место, а овде животот им е во хаос. Карактерот им е за никаде. Мислам, не осудувам никога, меѓутоа кажувам пример. Значи, што е битното, што е најбитното? Карактерот, подготовката за последното време. Исус доаѓа, а ние кај сме? Што сме? А не таму чепкаме на места каде што нашиот ум воопшто не може да продре нашиот ограничен ум. И вели, тоа е мајсторска измама на сатаната, да те заокупира со некоја небитна тема, кој што никогаш не може ни јас, ни не знам кој да ја разбере. Вели, таквите немаат никаква заштита од заблуди. Еве, и овој дел. Колку науките што се проповедаат се помалку духовни и бараат помалку самооткажување и скромност, толку посесрно се прифаќаат. Интересно. Тие луѓе ги понижуваат своите умни способности за да им робуваат на своите телесни желби. Премногу мудри во своите очи за да го истражуваат Светото писмо со понизно срце и со сериозна молитва за божествено водство. Тие немаат, вели, никаква заштита од заблудите. Наистина, денеска, колку по-лесни теми, толку повеќе луѓе ќе доаѓаат и ќе слушаат. Ја да ви кажем искрено, еве, пошто следам на Vimeo, чат пат ќе влезам да видам каква е гледаноста. Ако имаме некоја тема, или јас, или Јани, која што онака има интригантен наслов, нели, нешто интересно е за последно време, или не знам што, имате многу повеќе клика и повеќе гледање на таква некоја тема. Ако темата е онака духовна цврста, некоја, не знам, за гревот, за нешто, многу послабо. Тоа е доказ за ова што читаме овде. Луѓето денеска ги интересираат повеќе такви занимливости, интересни работи. Никој не сака да слуша за суштинските работи. Или малку се таквите. Затоа оној Смајлинг Причер има полна сала таму, илјадници луѓе па дури плаќаат карта за да влезе. Насмејаниот проповедник Джо Остин, како се викаш.
Луѓето не сакаат. Па што е причината зашто денеска не веруваат? Еве луѓе од околината, православни, како да ги наречем. Што да не треба да видат, па ќе поверуваат. Мислите, тоа е клучното. Зашто барате чуда, вика? Барате чуда, вика. Па, мислам, луѓето не се сменили од тогаш навака, истите се. Евреите барале чуда. Деме, како видат чудо, ќе поверуваат. Па во пустината секој ден гледаат чуда, 40 години гледаат чуда, па никој не влезе, само 20 влегува во ветената земја. И зошто? Евреите вели заради неверие. Замисли си секој ден чуда, 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 и вие пак немате вера. Не е до тоа. Втората работа, како да го тргнеме сомнежот, значи Словото е пред се. Верата во Божјето Слово. Втората работа е внимателноста што ја гледаме и стрпливоста што Исус ја има кон Тома, и не само кон Тома, во случајот зборуваме за Тома. Еве, земете го Петар. Ако Исус не бил така благ, така внимателен кон Петар, Петар можел многу лесно да отпадне и готово, крај. Но вели Елен Вајд, откако тој се откажал 3 пати, и откако им се сретнал погледот, каков поглед има Исус, немал осудувачки поглед кон него, туку мил поглед на сожалување, и тоа, вели Елен Вајд, било пресвртната точка во неговиот живот, за да тој после стане верник и пол, да кажеме така, предводник на црквата. Тоа е и со Тома, видите, Исус може да му рече, тука, па како може да не веруваш? Да, тој го укорил. Ама, како настапува, што му вели? Само што се појавил, значи после 8 дена Тома е тука и што му вели? Исус знае што му треба на Тома. Иако претходно никој не му кажал, не се сретнал он тие 8 дена со било кој од учениците. Исус вели, дојди и допри, опипај, види. Значи му нуди докази, се труди да допре до неговото срце, да ја подигне неговата вера, а не да со осуда и со расправи, како што овде вели некој дел од цитатите што ги имам, не можете да ја подигнете верата. Туку може дори повеќе сомнежи да оставите кај луѓето. Значи, кога имаме некои контакти и ситуации со луѓе од околината или од друга верска заедница, не можете вие со расправи со нив, натегајки се, сакајки, не знам, сабота да ми објасните било што, да ги доведете до тоа да поверуваат. Не. Ја би сакал тоа да го прочитам, само имам кај беше. Да, еве од цитатот, од Копнежот. Со своето постапување со Тома, Исус им дал поука на своите следбеници. Тој пример покажува како треба да постапуваме со оние чие што вера е слаба и кои покажуваат сомневање. Исус не го засипал Тома со прекори, ниту стапил во расправи со него. Сам му се открил нему кој се сомневал. Тома бил мощен неразумен во одредувањето на условите на својата вера. Но Исус со својата великодушна љубов и обзир ги урнал сите пречки. Неверувањето, внимавајте, неверувањето ретко се победува со препирање. И сега внимавајте, вели, тогаш тоа преминува во самоодбрана, наоѓајќи нови причини да се оправда. Значи, ако напаѓате сега некој од Јеховини сведоци или не знам што, со напади, ништо, тој само ќе се брани. Ќе почне да цитира стихови, не може да размислува и да го прифати тоа што вие му го кажувате. Но вика, нека се открие Исус во својата љубов и милост како растна спасител, па многу усни што се противеле, ќе се чуе признавањето на Тома, Господ мој и Бог мој. Еве што е тоа што ги топи, значи, срцата. Тоа Исус совршено го направил со Тома во случајов. И трета работа, накратко ќе спомнеме и тоа. Значи, како што кажав веќе, на Тома не му требало да го стави прстот, само што ги видел раните. Го видел Исуса, го препознал. Тоа е мој Господ, мој Бог. Во преносна смисла, сите ние треба да ги видиме раните на Христа, иако не ги гледаме, но сите ние треба да се најдеме таму пред Голгота и да гледаме во тие рани. А
ги гледаме насекаде из Библијата. Читате Исаија 53 глава. Неверојатна глава за тоа. Беше ранет за нас, ги зеде на нас, врз нас сите болести, врз себе сите болести, сите гревови. Преку неговиот мир ние се исцелили. Потребно да се надеме на Голгота, затоа што таму, гледајќи ги неговите рани, ќе го согледаме и тежината на гревот, а од друга страна и големината на неговата љубов. Тоа води до покаяние, тоа води до прифаќање на вистината. Како што спомнав, луѓето не веруваат заради тоа што сакат да си живеат во грев. Ако не поверуваа кога Лазар стана од гробот, што друго? Да се подсетиме само на Лука 16 глава. И со тоа, отприлike ќе заклучиме тука. Лука 16 глава, параболата за богатиот човек и бедниот Лазар. Да не ја раскажуваме, но при крајот, што вели таму? Значи, богатиот се нашел во пеколот, сиромашниот е во прегратките на Аврам и сега богатиот му се обраќа на Аврамо и му вели, да читаме од 27 стих таму во 16 глава Лука. Што му вели? Те молам, татко, му се обраќа на Аврама, нели нормално, како татко, не верите. И испрати го во куќата на татка ми. Испрати го Лазара во куќата на татка ми. Зашто имам 5 мина браќа, нека им посведочи, за да не дојдат и тие на ова место на маки, да не завршат во пеколо. Не знаеме дека ова е, мислам, само сликовито, нема врска со пеколо. А Аврам рече, ги имаат Мојсей и пророците, нека ги слушаат нив. Ги имаат Библијата, нека читаат, нека ги слушаат нив. Тој пак рече, не татко Авраме, но ако некој од мртвите отиде при нив, ќе се покајат, сигурно. Да видат само, мртов да стане, да им отиде, да воскресне. Тоа му вели, ако не ги слушаа Мојса и пророците, нема да ги придобие ни оној кој воскреснал од мртвите. И така беше. Навистина некој Лазар, друг Лазар, ќе биде воскреснат. Но кој поверува? Да, имаше некој кој што поверува. Но многу малку. Че не е тоа само, па да, и јаволот верува, и демоните веруваат и трепат. Која е таа вера? Која е таа заедница што треба да ја имаш? Значи, што треба да веруваш? Тоа е живата вера, верата која што действува преку љубовта и ја чисти душата, вели таму Павле во Ефесијаните. Тоа е вера. Кога Исус рекол, кога Господ рекол, ќе станат мртвите, отидов да ви приготвам место и кога ќе дојдам по вас и ќе ве земам да бидете, па тоа е така бе луѓе, нема поинако, не може да биде. Тоа е Словото, треба да се фатиме за Словото, за ветувањето и крај. Тоа е верата. Тоа Елен Вајд вели дека тоа е верата. Фаќање за неговото ветување и крај. Дека тоа ќе се случи, дека тоа ќе биде. Не ни треба чуда, не ни треба нешто да видиме па да поверуваме. Никој од нас не видел дека Христос станал од гробот. Меѓутоа сите сведочи знаат, кажуваат дека гробот е празен. Значи, тоа што луѓето денеска не веруваат, а се прават верници, односно религиозни, па постат, па не знам што, па утре сите од сите усти ќе слушате Христос воскресе, вистина воскресе. Па дори 3 пати таму, како се вика. Меѓутоа, не веруваат. За жал не веруваат. Да го тргнеме секој сомнеж. Елен Вајд дури овде вели уште, колку повеќе се задржуваме на сомнежот, колку повеќе се задржуваме на некои такви работи во Библијата, кои што нели им ги има и нејасни, кои што ние со нашето ограничено не може да ги сватиме, толку повеќе ќе тонеме во сомнеж, ќе немаме вера. Треба се држиме за неговите ветувања за Словото, да се држиме за Словото, за сведоштвото на апостолите кои што го виделе. Исус се покажал на прилјадници луѓе во тие 40 дена. И тој со сигурност така, да веруваме и да го очекуваме сега веќе второто Христово доаѓање, кое што исто така ќе се случи, како што се случи и воскресението и се друго. Нека му е слава на Господа. Амин.